8 мај 2025 година, четврток, почитувани гледачи, добре дојдовте во редовниот термин за дневникот на КТВ телевизија. А во него детали за случувањата и одбележувањето и на денешниот ден. Следете не. Општина Кавадарци објави јавен повик за прибирање предлог проекти по приоритетните области: родова еднаквост и човекови права, негување на културата и културното наследство, младински иницијативи и вработување, социјална инклузија, заштита и спасување на животната средина, грижа за животните од програмата Г1, поддршка на локален економски развој од буџетот на Општина Кавадарци за 2025 година. Повеќе информации може да се добијат на општинската веб страница. За сите кои уживаат во пешачењето, од Општина Кавадарци информираат дека во завршна фаза е новата велосипедско-пешачка патека Глишик-Марена, која е во должина од 854 метри. Инвестиција од 10 милиони денари е на Општината Кавадарци. Мерките даваат резултати, цените на храната се стабилизираат. Посветено работиме на заштита на животниот стандард, изјави на денешната пресконференција министерот за економија и труд Бесар Дурмиши. Инфлацијата за април е практично нула. Во споредба со март имаме покачување само од 0,6% зголемување. Во споредба со април минатата година инфлацијата е 2,6%, што значи дека е не поминува 3% и е во стабилна фаза. Цените на храна се речиси непроменети, само 0,3% годишно зголемување. Може да ја прошириме листата на производи кои ќе бидат опфатени на ограничена маржа. Може да го покачиме процентот на маржата. 50 до 60%, или ако оди покачување на цената, да речеме 10%, 15, 20% покачување на цената на одредени производи, и ако ова се утврди од Државен пазарен инспекторијат, значи во писмена форма не известуваат, ние имаме сектор внатре што прави анализи врз податоците што ги зема од ДПИ и врз основна тие анализи, врз основна тие податоци што ќе ги земеме, ќе донесеме, пак кажувам, поригорозни мерки. Обвинение за трагедијата во Кочани ќе биде изготвено наредниот месец, изјави денеска републичкиот јавен обвинител Љупчо Коцевски и додаде дека можно е да се прошири и истрагата. Истрагата во моментов продолжува со тоа што во моментов јавните обвинители, дел од јавните обвинители се во Кочани, а дел јавните обвинители се во Скопје. Во исклучително сложена постапка се работи, го кажавме тоа и минатиот пат. Во моментов се сослушуваат сведоци, се сослушуваат оштетени и други лица кои се знаат нешто за настанот. Во меѓувреме исто така се координира со вештите лица во однос на она што треба да се вештачи. Нема никаква селективност, досега нема да има ни натаму. Јас го кажав еднаш за еден медиум, значи се до завршување на истрагата можно и евентуално проширување. Меѓутоа тоа зависи од доказите и зависи од она што јавните обвинители ќе го обезбедат. Во моментов има обвинители во основното јавно обвинителство Кочани и обвинители во основното јавно обвинителство Скопје и вршат распит и на и во Кочани и во Скопје, така да согласно динамиката која утврдена, ја мислам дека нема никаков проблем да се заврши постапката во предвидениот рок и да има обвинение. Изминатите 2 дена полицијата регистрира 1452 сообраќајни прекршоци, од кои 258 за брзо возење. Според статистичките податоци, натаму најголемиот број изречени прекршоци од страна на возачите, 436 се однесуваат на непрописно паркирање, а 258 се однесуваат на непочитување на брзината на движење. По однос на останатите евидентирани прекршоци за непоседување на возачка дозвола изречени се 132 санкции, потоа дури 162 мерки за некористење на сигурносен појас, како и 44 прекршоци за возачите на моторциклисти за неносење на заштитни
заштитни кациги. Потоа следат 85 прекршоци за користење на мобилен телефон при возење, како и 11 прекршоци што ги сториле пешаците. Лидерот на СДСМ Венко Филипче во изјава за медиумите денеска изјави дека прашање на време е кога ќе се распадне владината коалиција. Истакна дека СДСМ е подготвена за локалните избори, но биле подготвени и за било каков изборен циклус и да се случи. Таква коалиција која што не се темели на никакви вредности и нема никаква идеја и визија како да води државата напред, а за тоа сведочиме секој ден, но судена е само на една работа, а тоа е неуспех. Прашање на време кога целата коалиција ќе се распадне, очигледно ништо суштински не ги врзува политичките партии во таа коалиција. Како ќе се одвиваат работите, тоа не е наша работа. Ние во СДСМ се спремаме за престојните избори и нашите врати се отворени, канали на комуникација, бараме партнери. Ја потврдивме коалицијата наша од 14 партии, заеднички веќе почнавме да ги креираме листите во сите општински, за сите општини, а во однос на други партнери почнува процесот на разговори. Дали сте подготвени за евентуални предвремени парламентарни избори? Да, партијата е апсолутно спремна каков и изборен циклус да дојде во престојниот период. Дали би коалицирале со ДУИ? Ке разговараме со сите политички партии, меѓутоа принципите на коалиција значат дека коалиционите партнери прво треба да се почитуваат, понатаму да се целосно согласни околу програмите кои што ќе ги ветиме на граѓаните, односно имплементираме научени лекции од претходните коалиции кои што на некој начин имиџот на СДСМ го оштети. Продолжуваме со спорт. ГФК Тиквеш минимално со 1:0 ја совлада Беса. Шкендија е новиот шампион, а во фудбалската Европа ќе играат и Силекс и Работнички. Вчера се одигра вонредното 31-во коло во првата македонска фудбалска лига. Сите дилеми околу врвот на табелата се разрешени, а единствена непознаница е долниот дел на табелата. Всушност, Фудбалската федерација на Македонија треба да донесе одлука и да излезе со официјално соопштение што ќе се случи со екипите на Воски и Гостивар. И двете екипи најавија истапување од првата македонска фудбалска лига, а веднаш потоа не се појавија на две, едно по друго закажани средби. Според правилниците на Фудбалската федерација на Македонија би требало да следува исклучување од лигата и прашување во најнизок ранг. Ако дојде до тоа ќе значи дека токму тие екипи ќе се најдат на позициите 11 и 12 што водат во понизок ранг, а последните две кола треба да ја дадат екипата која ќе се најде на 10-тото место и ќе игра бараж за опстанок. Во вчерашното коло, во дербито, Шкендија со 2:1 го совлада Работнички. Со оваа победа Шкендија на две кола до крајот има 4 бода повеќе од вториот Силекс и веќе официјално е шампион на Македонија, бидејќи во следното коло службено ќе добие бодови со Гостивар. Токму Кратовчани, како вице шампиони, во ова коло службено го добија Гостивар. Службени бодови впише и Пелистер кој требаше да игра со Воска. Бреда во Струмица одигра многу важен надпревар против Шкупи и со пресврт од 1-3 со голови во 91-та и 96-та минута стигна до победата од 4-3 и до крај ќе се бори за избегнување на баражот. Вардар и Струга одиграа 0-0, а според очекувањето најинтересно беше во Кавадарци во директната пресметка за избегнување на баражот. Тиквеш минимално со 1-0 ја совлада Беса и во последните две кола против Шкупи, Нагости и дома со Струга ќе им треба само еден бод да го избегнат баражот. Работнички си обезбеди полуфинале со ТФТ со тројка во последните секунди. Одлуката за опстанок во лигата ќе падне викендов во Кавадарци кога Шкупи ќе му гостува на Тиквеш Голден Игл. Екипата на Работнички
со тројката на Шошкич, буквално во последните секунди со звукот на сирената, го совлада Пелистер со 82-79 во мајсторката и така се закажа полуфинале со екипата на ТФТ. Во второто полуфинале ќе играат МЗТ и Куманово. Во плејаут фазата, одлуката за опстанок ќе падне во последното коло овој викенд. По-конкретно, одлуката ќе падне во Кавадарци, каде ќе гостува Шкупи. Скопјани само со победа остануваат во елитата, а во секоја друга варијанта тоа ќе биде Гостивар, кој пак е фаворит во делот со Вардар. Во вчерашните надпревари од предпоследното коло, Гостивар со 84-69 го совлада тиквеш Голден Игл, а Шкупи беше убедлив на домашен терен во дуелот со Вардар и славеше со 104-79. Гостивар и Шкупи во последното коло влегуваат со изброј бодови, иако минимална предност во меѓусебните дуели има Шкупи. Кај девојките вчера се одигра вториот полуфинален дуел во кој Бадел го изненади фаворитот Крива Паланка и славеше со 83-82, со што изравни на 1-1 во полуфиналето. Денеска во второто полуфинале Баскет Кам ќе му гостува на МЗТ. И пред самиот крај на дневникот да погледнеме какво време не очекува. Променливо облачно со сончеви периоди, ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Попладне и во текот на ноќта ќе има врнежи од дожд, локално проследени со грмежи. Врнежите ќе бидат пообилни, особено во јужните делови, од 20 до 30 литри на метар квадратен, а во останатите од 10 до 15 литри на метар квадратен. И во сабота предпладне ќе има врнежи од дожд, локално проследени со грмежи. Потоа во следните денови времето ќе биде променливо облачно и посвежо со повремен локален дожд. Ова беа темите и настаните со кои го одбележавме и 8-миот ден од месец мај 2025 година. Повеќе детали за утрешниот ден следете неповторно во 20 и 22 и 30 часот.